Делчевските советници од Советот на општината ја одржаа 31-та седница. На почетокот беше усвоен дневниот ред од 15 точки, од кои последната беше дополнета на самата седница, откако советниците од Социјалдемократскиот сојуз побараа да се додаде 15-та точка, со која беше утврдено доделување на парични средства за кикбоксинг клубот АС од Делчево за учество на меѓународен надпревар во Србија. Сите 15 точки беа усвоени со мнозинство позитивни гласови, а најголема дискусија отвори првата точка предлог одлука за прифаќање и одлагање на комуналниот отпад од Македонска каменица во општина Делчево. Оваа одлука треба да се донесе како последица на затварањето на времените депонии со донација преку проектот Програмата за развој на Источнопланскиот регион и отварање на регионална депонија по 2020 година, истакна градоначалникот Дарко Шехтански. Прво треба да знаеме дека станува збор за времено решение кое треба да трае помеѓу 2016 и 2020 година. После ќе има регионални депонии, во кои што сите тие депонии, да речеме од Источноплански, ќе се носи ѓубрето во една депонија која што ќе биде за цел Источноплански. Од Европската унија са обезбедени пари за затварање на тие депонии во износ од 16 милиони евра по плански регион. Има некој договор со кој, односно кажана е цената која што евентуално би била, ја се надевам, прифатлива за нашето јавно предпријатие. Таа би значила некаде околу 3 евра по тон од депониран смет од општина Каменица. Општините кои што ќе носат смет во другите општини, го плаќаат сами превозот до другата општина и ја плаќаат цената од 3 евра по тон депониран смет на другата општина, на јавното предпријатие кој што ќе манипулира со тој отпад. Неприфаќањето на оваа одлука би значело депонирање на комуналниот отпад од Делчево во Пехчево или Кочани, кој дополнително ќе ги оптовари финансиски општината и јавното предпријатие. Дел од советниците од Социјалдемократскиот сојуз се јавија за дискусија, кои сметаат дека со донесувањето на комуналниот отпад од Македонска каменица во Делчево ќе дојде до загадување на животната средина. Тие сметаат дека ова не е идеалното решение за доброто на општината. Доколку беше финансиски исплатливо, како општина која што сме во големи долгови, некако и да размислувавме на таа тема, да прифатиме, или да разговараме за да биде отпадот од Македонска каменица депониран во општина Делчево. Вие знаете дека тоа, вака од лаичка гледна точка, не сум стручен по тоа, меѓутоа тој отпад врши загадување и на почвата, и на воздухот, и на подземните води. На 31-та седница усвоени беа и годишните извештаи за работа на двете основни училишта и средното училиште Методи Митевски Брицо, како и нивните програми за работа за 2015-2016 година. Зелено светло беше дадено и за предлог одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Делчево и извештајот за извршување на буџетот на општина Делчево за вториот квартал со заклучок за усвојување.